би сакале да ви известиме дека Општинската изборна комисија, согласно објавениот заклучок за конечност на изборите, ги затвори овие локални избори за членови на Совет и градоначалник на Општина Росово. Во предвидениот законски рок, определен од Државна изборна комисија, до Општинската изборна комисија пристигна 6 кандидатски листи за членови на Совет од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, СДСМ предводена СДСМ и најдоброто за мојата општина, Политичка партија Левица, Политичка партија Подем, Политичка партија Интегра и Политичка партија Единствена Македонија. Согласно првиот круг на изборите беа избрани членовите на Совет, односно ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија освоја 4 советнички места, Коалицијата СДСМ и најдоброто за мојата општина освоја 3 советнички места, едно советничко место освои Политичка партија Подем и едно советничко место Политичка партија Левица. Во вториот круг на изборите за градоначалник на општина Росоман победи идниот градоначалник Стојан Николов од СДСМ и најдоброто за мојата општина. Јас како носител на советничка листа од редовите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подела Македонија издвоивме убедлива победа со 4 мандати, тоест 4 советници од вкупно 9. Ни предстои 4 годишен мандат каде што се надевам дека ќе имаме плодна соработка со идниот новиот градоначалник Стојан Николов, кој доаѓа од редовите на СДСМ. И во изминатите години, 4 години, бев советник, исто така носител на советничка листа. Ќе кажам и ќе потенцирам на жителите на општина Росово дека ВМРО ДПМН и советниците на ВМРО ДПМН секогаш беа за комунални инвестиции, за урбанистички проекти и секогаш едногласно сме го усвојувале буџетот и нацртот буџет. Ке кажам уште еднаш дека и во овие 4 години советниците на ВМРО ДПМН, иако на некој начин не толкуваат како опозиција, секогаш ќе дава поддршка за капитални инвестиции, секогаш ќе дава поддршка за буџетот на општина Росоман, така да Росоман да добие нов лик како што ветува кандидатите за градоначалник. Сега кандидатот за градоначалник и актуелниот градоначалник Стојан Николов ќе има голема мисија, каде што го слушав во неговите предизборна кампања, вети многу проекти. Тие проекти ќе ги реализира само ако има плодна и успешна соработка со Советот. Уште еднаш големо благодарам на сите граѓани од општина Росоман. Чест и задоволство ми е да ги застапувам во најако светло, така да нашата советничка група од ВМРО ДПМН ќе даде се од себе, ќе го даде својот максимум за побава Росоман и побаво каче за живење. Благодарам. Јошов, морам да прашам, ако не е политичка тајна или партиска тајна, 4 гласа ВМРО, 3 гласа СДС, 2 се независни, односно 1 Подем, 1 Левица, ви требаат 5 гласа за да имате мнозинство, да кажем, во Советот. Ке имаме коалицирање? Да. Јас ние како победници на овие локални избори освоивме 4 мандати и како што кажавте дека ни треба уште 1 мандат за да го имаме тоа мнозинство во Совет. Се надевам дека нашиот коалиционен партнер од Подем, кој беше на овие избори како си имаше собствена листа од Подем, но знаеме дека на централно ниво ВМРО ДПМН и Подем имаат своја коалиција. Па се надевам дека истиот советник од редовите на Подем, Ристо Јошев, ќе ни даде довербата и поддршката, така да заедно со него ќе имаме мнозинство во Советот на општина Росоман. Поздрав до граѓаните на општина Росоман и благодарам на сите што ме поддржаваат мене како член на Подем, што успеав да бидам кандидат по 4-ти пат во Советот. Благодарност на сета моја активност што имав во овие години како збртимување со општините, игрорно друштво, спорт, култура,
Значи сите оние активности што ги имав јас направено, сега ми се вратих во умерен назад и ги добив тие гласови за да бидам пак советник во општина Росово. Со тоа што моите гласови ги добив сам и сам ќе одлучам со кого ќе бидам во коалиција. Значи тоа се сепак партијски на повисоко ниво се разговара и подршка ќе ја дадиме на тие што ќе ни дадат, што одозгоре ќе ни кажат да коалицираме. Значи нашата одлука е таква, мислам мојата, јас не можам сам да одлучам, затоа што сепак зад мене стои партија, што ќе кажат со кого треба да коалицирам и како треба да се понашам. Почитувани сограѓани, би сакала да искажам мојата благодарност до сите оние што ја дадоа поддршката за СДСМ и коалицијата на овие локални избори. Во интерес на граѓаните ќе работиме конструктивно заедно со градоначалникот. Во наредните 4 години ветувам дека ќе ги реализираме ветените проекти што беа во изборната програма. Ви благодарам уште еднаш.